Претходно во диетално максимално гледавте. Вчера зборувавме за дебелината како голем психолошки проблем. Ги прашуваме нашите предлог кандидати која е нивната идеална тежина. Во моментот кога се пријавував, имам дома вага, се качив на вагата и измерив 103,7. Меѓутоа денес поќе се качи на вагата. Веќе 104. Па идеална тежина 66 кг. Па сега имам над 110 кг може. Последен пат кога се мерев, некаде околу 130 кг сум. Би сакала барем под 90 да бидам, според висинава, мислам дека би била таман. Идеално се осеќав кога имав 56 килограми. Па сум имала јас до сега 2-3 пати голем ефект, само што не успеам да си го задржам сето тоа. Иначе имав 26-7 кило слабнато за 4 месеци. Па малку сум скарана со вагата, избегавам да се снимам, да се мерам. Меѓутоа, некаде сега во моментов имам околу 110 килограми, а би сакала да имам барем 70, ако може да ослабам барем 15. Тоа би било барем идеално за мене. Ја запознавме 35 годишната Ивана Миловска од Скопје, мајка на прекрасна 17-месечна принцеза. Што ги си ветам? Дека ќе бидам дисциплинирана, дека ќе ги почитувам насоките и упатствата од нутриционистите и тренерот и ќе се трудим да го постигнеме она што ни е целта. Добре дојдовте во диетално максимално со вашиот домаќин Анкица Стојановска Митровска. Било дека секој почеток е тешок, а токму и тука започнува вистинската маќа. Добре дојдовте во четврточното издание на Диетално максимално. И денеска имаме инспиративна приказна од предлог кандидат во оваа емисија. Денеска отвораме една од најважните теми во борбата со килограмите, а тоа е темата за диетите. Колку пати сме почнали од понеделник, колку различни режими сме пробале, со надеж дека токму тоа ќе биде вистинската диета и колку од нив навистина дале резултат. Денеска искрено нашите кандидатки зборуваат за своето искуство со диетите. Ги прашавме дали досега држале диети, што им донале тие и која била најтешката битка што ја воделе со самите себе. Од строги режими преку краткорочни успеси, до разочарувања, приказни во кои многумина ќе се препознаат. Ќе запознаеме и Светлана Маневска, жена која дисциплината има во својата ДНК. Како поранешно лице од безбедносните структури, со години работела во полиција, токму како лично обезбедување. Професија која бара сила, фокус и непоколеблива посветеност. За неа режимот нема да биде товар, туку начин на функционирање. Но дали дисциплината е доволна кога станува збор за трансформација на телото? Не пропуштајте и денеска Диетално максимално. Диетите се еден од најпознатите, но и најконтроверзните начини во борбата со килограмите. Рече се и да не постои човек кој барем еднаш во животот не започнал со никаква диета, со надеж дека токму таа ќе биде вистинската. Но дали на вистина диетите функционираат на долг рок? Во светот постојат десетици популарни режими на исхрана, секој со своји правила, ветувања и резултати. Меѓу најпознатите се кето диетата, интермитен пост, Аткинс диета и медитеранска диета. Никој од овие диети на вистина даваат брзи резултати. Например, кето диетата може да доведе до значително намалување на телесната тежина во првите неколку недели, гледано главно поради губење на вода и намалување на јаглехидратите. Интермитниот пост пак покажува добри резултати кај луѓе кои имаат проблеми со контролирање на внесот на калории, бидејќи го ограничува времето во кое се јаде. Медитеранската диета како поспора се смета за една од најдржливите и најздравите на долг рок. Но тука доаѓаат и болните вистини. Истражувањата покажуваат дека околу 80 до 95% од луѓето кои ќе ослабат со диета, повторно ги враќаат килограмите во рок од 1 до 5 години. Овој феномен е познат како јојо ефект, циклус на слабење и повторно дебелење, кој не само што е фрустрирачки, туку може да биде и штетен за здравјето. Зошто се случува ова? Една од причините е што многу диети се премногу рестриктивни. Кога телото ќе се соочи со нагло намалување на килограмите, се активираат биолошки механизми за преживување. Метаболизмот се забавува, се зголемува чувството на глад. Телото почнува да складира масти како резерва. Паралелно,
Психолошкиот притисок расте. Забраните создаваат желба, а строгите правила често доведуваат до прејадување кога диетата ќе заврши. Дополнително, многу луѓе ја гледаат диетата како привремено решение, нешто што ќе го издржат одреден период, но кога ќе се вратат на старите навики, резултатите исчезнуваат. И тука лежи суштината. Проблемот не е во диетата, туку во односот кон храната. Ги прашавме нашите предлог кандидати, дали и какви диети држале досега. Па имав пробано многу диети. Понекогаш успеев некоја кило да ослабнам, ама никако немаше големи резултати и се враќаше се на својата диета, мислам без вечера, што треба да се јаде до 5 најкасно и до следниот ден да чекаш до сабајл. Мислам да беше ми најтешко. Сум држала многу диети, најтешка диета ми беше хроната, бидејќи кога водев како режим на исхрана, многу готвење, многу време губење, многу готвење и многу време посветување околу храната, што не го гледав баш како момент кој што беше најбитен за да се симне килажата. Да, меѓутоа имаше доста стварно готвење, доручек, ручек, вечера, претежно беше на протеинска исхрана, месо односно, и некојаш ти се здосадува тоа мислам. Пробував многу режими, но сепак мислам дека ми треба човек со кој што би можела и да вежбам, и затоа не можам да ослабам сама. Не можам да вежбам се и стручно лице тренер кое што би ми помогнало со одредени вежби и се, за да можам да вежбам. Протеинската, мислам дека само на месо и зелени салати. Тоа ми е најтешко. Па искрено, со нутриционист, не дека ми било тешка, него специјалното готвење за себе. Тоа ми било тешко. Ама сум се потрудила и ми успеало тоа. Да. Па сум имала јас до сега 2-3 пати голем ефект, само што не успеам да си го задржам сето тоа. Иначе имав 26-7 кило слабнато за 4 месеци. Па диета конкретно не, бев преку еден проект исто со употреба на шекови за слабење, со вежби, со зумба, и за 6 месеци ослабев 20 килограми, меѓутоа се вратив на старите навики и пак се поправив. Интересен податок е дека луѓето кои прават постепени и одржливи промени во исхраната и животниот стил имаат значително поголема шанса да задржат намалената тежина, во споредба со оние кои што следат строги и краткорочни режими. Исто така се покажува дека физичката активност, квалитетниот сон и управувањето со стресот имаат подеднакво важна улога како и самата исхрана. Затоа денес се повеќе експерти се согласуваат дека најдобрата диета не е онаа што дава најбрзи резултати, туку онаа што може да се одржи на долг рок. Диетите може да бидат почеток, но не смеат да бидат крајната цел, бидејќи вистинската промена не доаѓа од рестрикција, не од краткорочна дисциплина, туку од долгорочна свесност. И можеби најважното прашање не е која диета е најдобра, туку кој начин на живот можам да го живеам за секогаш. Во продолжение ќе ја запознаеме и Светлана Маневска. И денес имаме една прекрасна дама со која што имаме чест да се запознаеме. Тоа е господја Светлана Манева, има 52 години и е млада пензионерка. И убава пензионерка. Да. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Се надевам дека сте добро расположена. Секако да. Диетално максимално 3-та сезона. Дали ги гледавте првите 2 сезони? Па гледав нешто, не баш све, ама гледав, да. Умилен лик од претходните сезони дали имавте? Некој од кандидатите кои што учествува? Многу ми беше симпатична глумицата Елена се викаше? Елена од бајките. Да, она ми беше така симпатична многу. Со Елена пеевме, игравме, се дружевме, позитивно, да. се правевме, вистина, тоа е така. Ајде кажете ми малку повеќе детали за вас, Светлана. Па, еве како што Ви фали ли работата еве како млада пензионерка? Веќе сум 2,5 години во пензија
А зашто толку млада пензионерка? И па, пошто работев во МВР има бенефициран стаж. А, и вие сте така привилегирани. Малце Окей, привилегирани, да. сме идеме порано во пензија. И како подарок за пензија добив и внук, кој што исто така има 2,5 години, сум баба исто Нека ви е така. жив и здрав. Здраво, Да. Друго, работата не ви фали, да ви кажам, воопшто. И посакувам секој да дочека да си биде пензионер, баш како мене вака млад и да си ужива во животот. И јас кај дај ќе се пензионирам. Добра идеја, и јас исто. Мене ми се работи поедирамедно 15 сезони. А, добро за сезони. Добро за сезони. Да, добро за диетолог. сезони, да. Добро, добро. Светлана, кои се вашите секојдневни навики? Па, Што најчесто прави? па со тајле кога ќе станам со сопругот си пиеме кафеце. И тој е пензионер, така? Не е пензионер, се уште работи, меѓутоа работното време му малце покасно, па така да си пиеме Имате време кафеце, да си го појадуваме заедно. После него ќе го испратам на работа, па си готвам ручек, околу домашни обврски, кога има потреба со внучето се дружиме. Навечер кој ќе доаѓа од работа, пред ручек по едно чашче ракија, узенце, салатиче, ќе си вечераме. Клаудија не дава ракија. Сега сака да кажам, уживате. Уживаме, Да. баш Да, да, така уживаме, пошто сме си сами моментално и така да, така, некоја рутина ни е тоа. Излегуваме, прошетуваме. Каде живеете? Во Скопје, во Кучевишка бар. А тука покрај куќата немате некоја нива нешто? Па, баш нива многу тука покрај куќата моја нема, малце понатака. Добро, ама сепак е ваша. А не е наша таа нива. Аха, мислев дали имате тука нешто садите? А, не, тоа се комшиите до нас. А, идете ли помагате? Па не баш. Значи баш Само прав посматраме пензионер. само. Па пензионерски. По пензионерски И станеш И са они се валена. пензионери исто. Да. А физичка активност, пошто тој предал таму е многу убав за шетање. Затоа ве прашувам дали имате некоја Физичка нива. активност баш не. Зошто? Па така. Некако све си наоѓам изговори, ај утре, ај задутре, ај од први, ај од понеделник. Воздушно вие и јас сме многу блиску. Така. А вака еден круг кога ќе се испешачи, сме исто многу блиску. А Да, природата околу вас и околу мене е прекрасна за шетање. Така. Посебно во овој период кога почнуваат цвеќињата, дрвата да цутат. Да. Е многу убаво, има многу зеленило. Да. И следно, доколку те одберам, не само да вежбаме, мислам доколку те одбереме, не само вежбање, туку една вака убава прошетка. И на КПК и И на тренерот, или КПК што и древно тренерот. претходите кандидат е Така. тренерката. Да. Тренерката. Бидејќи така На КПК и правевме, тренерката. кога беше короната, па преминувавме од другата страна и си одевме на кафе, никој да не те види. Така. А вака сега можеш да прошеташ, да ти биде мотивација дека треба да дојдеш на кафе. Баш Да имаш нова пријателка. Да, може. Светле, зашто сте се пријавили? Затоа што сакам да изгледам, па не мора како тебе, ама малце подобро Како од мене, сега. например. Океј, и што мислиш, идеме на ти. Што мислиш колку кила треба да скинеш? Па треба многу, многу треба. Која ти е желбата? Барем 30 да ослабам сигурно треба. Колку има сега? Па повеќе од 100. Океј, Да. добро. Од кога? Па мислам дека последниве 10 години нагло почна малце по малце, а сега откако сум дома 2,5 години малце поише. Значи пензионерски. Онака А? релакс. Да. Имаш ли некаков здравствен проблем? Здравствен проблем не. Единствено што пијам таблети за притисок, ама немам, мислам, пијам терапија нормално и немам проблеми. Со сонот спиете, колку сати спиете, убаво спиете. Па да, Кај нив добро таму е спијам, многу да. мирно. Да, да. Многу е Убаво. мирно. Да, јас Нисам, кога ми нисам се зла, спие, Ева. си легнувам, не спијам со телевизор, така да кога ќе ми се приспие, веднаш си легнувам. А Свете, што највише ти смета на твојата клажа? Што највише имаш да не сум толико тешка, би можела тоа и тоа да го правам. Што е тоа? Највише ми смета тоа што кога ќе бидам у бутик не можам да се најдам тоа што ми се свиѓа, си го купам како гардероба, не можам да го купам, морам да купам тоа што има. Прва работа, втора енергија немам доволно.
друго, не функционирам како што треба да функционирам. Не можеш некоја физичка активност, а малце почнам и одма ми е тешко, ми е заморно и тоа е. Имаш ли некоја парче гардероба која што ти е омилена, а се уште ти е во плакарот? И имам повеќе. Тоа е добро. Па јас себе вола ги испрлив. Имам Односно ги повеќе и дадов, секојаш ги вика, поклонив. Уште малку. Ќе биде, Ќе ќе биде. ослабам, па Ќе ќе биде. си го облечам. Еве Да. денеска имаш задача да одбереш некој парче да го пробаш дома, кое што ти е било милено или ете посакуваш Така. да влезеш во тие панталони или тој фустан, да го пробаш денеска и да ти биде мотивација доколку те одбереме за овие 90 дена да направиш некоја цел за себе. Бидејќи сепак годините не ти се многу, но она пензионер некако звучи страшно. Страшно, да. Да, 52 години си млада, Така, дефинитивно. Млада баба. Да. Позитивна баба. Да, во секој случај Намислена, дека нели да почнеш малце повеќе да трчаш по внуците. Колку што разбрав имаш 2 кирки. 2 ќерки имам, Да. да. Едната е мажена, другата не ми е мажена. Добро. Тама жената е заборавената кирка? Па не е заборавена, не. Да. Не. И на пат Ајде скажете ја приказната со тоа. Уште едно внуче ми е на пат плюс тоа. Супер. со Значи, лесма. ете мотивација, значи за да Да. можете со 2 внучиња да функционирате, е захтевна работа, нели? Да. Не можеш клекни стани, бараат додека се мали, мотивација прво за себе, па после за нив. Да, баш така. Намерно прашав за заборавената А, кирка, за бидејќи кирката, да. имате една приказна Да, кога да. една од кирките имала 2 години Да. и сте биле во Ресен. Абе, у Ресен многу голем град и уште изгубивме детето, значи бевме повеќе возрастни, може 13 возрастни луѓе, едно мало дете од 2 години и ние кидеме вамо, вие кидете тамо, ние овака ќе правиме, онака ќе правиме, секој на секоја страна, детето си остана тука. Ајде. И појдовме, бе, кај е Моника, се враќаме назад, детето си стои, чека сирото, што да прави? Ама се најдовте. Се најдовме, си стоеше детето кај што сме го Фала ставиле. Богу, како го воспитале. Имам тука кој бил милен пејач, сте пишеле Жико Аксимовиќ. Така, да. На прашањето зошто сте пишеле згоден, секси и убаво пее. Да. Која песна Жико Аксимовиќ вие? Мислам дека не сум сгрешила во Па да, убав човек Да. во секој случај. Да. Љубави. Мислам дека на сите жени им е таа омилена. Да. Нормално. Дали имате некоја прашања? Не. Јас сакам да ја прашам Светлана, пошто има работа порано во МВР, нели? Сега не знам на која функција таму сте биле. Полицаец, полицајка. супер. Да. Значи, порано на времето, јас колку што се сеќавам постариве што кажуваат дека ги проверувале на некој одреден период нивната физичка активност. Да, така беше до, ајде да не претерам, ама недека до кај 98. Така, значи не се лажам по мојата информација дека Имавме проверки секоја година за сите. проверки и Така. психички и физички. Физички, да. Тоа многу ми се допаѓа и мислам дека 98, 99, мислам дека беше последното. Во кој сектор работевте? Во оддел за обезбедување имоти и лица. Обезбедувавте некој од функционериве? Сите, значи министри, премиери, председатели, амбасадори, све. Од сите тие некоја најомилена личност на изборите? Па дека ми е најомилена некоја не можам да издвојам затоа што ниеден не ми е омилена. Не можам да издвојам. Добро. Значи не можам да издвојам стварно. Ми се свиѓа пошто е искрена. да. Не ми се Со баш пиштол омилени. ракувате? Мо? Со пиштол добро ракувате, предпоставувам. Да. И со автоматско оружје нормално. И тоа го знае мажот. Тоа нас не ни Тоа треба. мажи го знае. И јас Да, знам. да. Така да, сопругот 30 години работи во МВР и сопругот секогаш вели јас мирно спијам, има кој да ме чува. Супер. И јас сакам сега тоа да мислам дека ќе кажете нешто друго и сакам да се надоврзам дека па токму на сопругот не се плаши кој да дојде дома, жена има џандар, тоа е полицаец. Нема проблем, да. Па џандар, ние порано не ги џандарите Џандарите, доаѓа. да, Тама да. жена кога ќе ја видиш во униформа,
На Па јас вистина личи. во мојата професија не носев униформа, бевме во цивил. Така да и децата не ме знаат во униформа. Тоа на почетокот да, после веќе не. Ви личи. Тогаш имате и дисциплина. Да, тоа така сум Супер. воспитана со дисциплина и децата така сме се воспитани, фала Богу. Тогаш така ќе да, успеете ако да, се одлучиме. да. Значи, таму има качување на јаже, трчање, Све. склекови, Склекови, стомачни. Тоа не е за фул. Па што како на па филмовите што сме ги гледале кои ги Да, порано така убаво кажа да. Светлана дека Значи, порано. ако немаш, ако не ја исполнуваш нормата, значи добиваш негативни оценки, може да те казнат. Да. Порано беше друго времето и навистина Абе, јас исто ко мислам дека... денеска. И тука има казни, Па, да, ако да. ние ја слушаме госпоѓата од десна страна, од мојата десна, Да. противно, има казни. А тука сме да слушаме. Госпоѓа во Ливава исто. Слушаме. Мене не остварана желба, не дека ми била, ама порано многу сум сакала да бидам полицаец. И ме терале, ама некако на крај видов дека Ипак фитнес. може би е подобро да бидам фитнес тренер и да им помагам на луѓето вака отколку на улица. Да. Но сепак, јас со 45, ти Светлана со твоите 52, не сме далеку со годините и генерациите, Така. ама некако жена, мислам дека е многу повеќе од друга страна да стоиме отколку вака сега како Така. Не нас ќе ми биде убаво ако во тимот имаме никој ќе на човек и нешто. Сигурно, Вака како да. обезбедување. а не само јас нели? вака да правам. Кожувчанка, твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна, сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини. Во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Се запознавме со Светлана. Сега прашањето кое со нетрпение го чекаме одговорот. Што ќе се видите себе си доколку го започне тримесечното патување наречено диетално максимално? Се надевам дека вашата диетално максимално приказна започнува уште денеска. Нашата започна од понеделникот и се надевам дека сме доволна инспирација. Доведување до утре во истото време. Утре во диетално максимално. Тема што ги движи границите буквално. Физичка активност, движење, промена. Колку навистина значи еден чекор повеќе, еден тренинг повеќе, една одлука да станеш од удобноста и да направиш нешто за себе.
Од интензивни тренинзи во теретана, преку кардио вежби, до наедноставната, но најмокна навика, секојдневното пешачење, затоа што секој движење е чекор поблиску до промената. Со нашите кандидатки отворено разговараме и за личноста која што стои за дневната физичка трансформација. Емилија Груевска, тренерот кој веќе трета сезона е символ на дисциплина, посветеност и резултати. Што мислат тие за неа? Дали е строга, мотиватор или токму комбинацијата што има потребна за успех? Ете, со оглед на тоа што имам така повеќе искуство во вежбањето, сум вежбала порано и упорна е, сака да сака стварно се труди, тоа многу ми се допаѓа, што стварно кога ќе даде вежби за време на тоа емисиите кога траеше серијалот и дека треба ние така ете да ослабиме обавезно со нејзините вежби. Се малце поригорозни. И ми ја гледав во серијалот, многу интересна, позитивна. Она што ствари таа го бара, ние треба да го исполниме, тоа е задачата на диетално максимално. Многу позитивна личност и си ја сваќа работата како што треба си ја свати, баш како тренер. И додека некои допрва ја започнуваат својата приказна, утре ќе запознаеме и жена која никогаш веќе ја живеела својата најдобра форма. Марија Ангелова, 45 години, во младоста во топ форма, денес со нов предизвик пред себе. Животот ти се менува по тишка сообраќајна незгода. Момент кој остава трага не само на телото, туку и на духот. Но токму таму каде што многумина би застанале. Марија одлучува да започне однова. Дали телото памети? Дали силата може повторно да се изгради? И колку тешко е да се вратиш, кога еднаш си бил на врвот? Диетално максимално, каде што секој чекор значи напредок. Не пропуштајте!